Почитувани гледачи, добар ден и добредовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Сега се јавам во едно специјално, многу убаво и интересно место. Се наоѓам на пазарот во населбата Тафталиџе. Сите знаете дека пазарите се места кои секојдневно ги посетуваме, не само ние постарите, дури и дечињата, се дел од целата таа наша приказна. И денеска дојдовме нормално да научиме нешто повеќе за сите оние луѓе кои што работат овде, да научиме како е животот на пазарот, од каде ја наоѓаат целата таа роба и како е да се работи тука. Останете со нас, ова ќе биде убава и интересна емисија. Се враќаме во разговор за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, добар ден и добредојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Се јавуваме од пазарот во населбата Тафталиџе и денеска ќе имаме можност да поразговараме со специјални луѓе кои што работат долги години овде. Еден меѓу нив е господинот Насер, со кој што имаме можност подолго време да се гледаме. Господинот Насер Исмаили. Ајде, добар ден и добре ми дојдовте во Супер Звезда. Насер, како сте? Добар ден, добре. Кажете ми, сакам да ве прашам, како е животот овде на пазарот? Добро, како живот е добро. Само има народ, насмеени, некои разочарени, некои не може да му погодиш на било кој дај како што мислиш ти во спротивната страна, нели? Пазарот е секој ден полн со луѓе. Вие работите и со роба и со луѓе. Да, ние и со роба и со луѓе. Мора да бидеш релакс према луѓево, нели? Без разлика дали имам проблеми, немам проблеми, со луѓе мора да бидеш по коректен. Нели, насмејан, пречек добар, услужил треба да бидеш. Оглавно, зависи се од јас како продавач што сум тука долго години, мораш да бидеш пристоен према муштериите. Кажете ми, господин Насер, многу дечиња еве гледаат, секојдневно поминуваат на пазар. Ја знаеме приказната од другата страна кога ние доаѓаме да купиме. Но како е работата од другата страна? Дали вашата пазарџинска работа е тешка или лесна? Глобално, од кога се гледа од спортивната страна, викате е лесно, а во спортивна не е толку едноставно и лесно, пошто имаш одговорност, нели, и за роба, и у квалитет претежно треба да се внимава, пошто муштерите кога доаѓа на пазар, тој не е мора од тебе да купува, али во спортивно ти треба да бидеш толку убеден, за да го убедиш муштеријата да земе кај тебе, нели, нормално да имаш потрошувачка поголема. Значи не е битно само да си има квалитетна роба, него и пристапот кон муштеријата, со насмевка, со смирен тон. Да, тоа е на ранг листа е прва. Значи најпрвен продавачот треба да биде насмејан. Нема потреба со вулгарни зборови, со голем тон, што муштеријата не сака тоа. Муштеријата сака да пазари, да биде задоволен, ко првен, задоволен треба да биде, а во спортивно ако си ти агресивен, значи ништо не правиш. Подобро собери партнерите, оди си дома. Работа како работа, треба да се посвети внимание јако. Ако треба, или ако сакаш да работиш. Ако не... Насер, пазарот отвара рано наутро. Во колку часот почнува вашиот работен ден? Кога вие се будите? Значи, јас се будам во 6 сат, значи цел живот. 6. Или на пазар, значи од 6:30 ми, кога летно време, 6:30. Зимно време 7:30, пошто поладно. Што летно време малце е проблем со жештината, нели, роба се фрла, сонце ко сонце. Па кога ќе зимно време па фаќа мраз. А тука нашава работа дали има времето дали е сончево или мраз, значи никој не те прашува. Дали е топло или ладно, вие мора да отворите и да сте тука. Да, мора. Тоа е значи закон. Како во да речеш просто кажано како државна работа. Нели, мора да бидеш во 7 до 3. Овде од 7, еве сега моментално доаѓам во 7 до 5 работам. 5 почнам прибирам полека. Тука околу 6, пред 6 дома сум. Насер, додека спомнавте државна работа, додека другите работат на затворено, вие работите на отворено. Кај вас еве како што кажавте, и дожд да врне и ветар да вее, вие мора да сте тука. Како издржувате во лето кога е топло, како издржувате во зима кога е ладно? Па како? Знаеш, претежно некоја роба што не е издржлива, ставиме в кола. И сега од кола ќе дојде муштерија, што има, што нема, што сака, што не сака, нудиме тоа што имаме. Претежно имам све јас, поготово јас, имам речиси 99% имам тоа роба што бара муштеријата наставно. Да, имам. Зимно време, значи, тоа што е најосетлива, носиме дома. Сабале пак товараме кола, па на пазар. И така преку ден. Летно време е проблем само зеленчукот. Поготово тоа Магданос, Целер,
што се тревки. Брзо овенува. Овенува и плюс нешто не си ни да прскаш многу, па не си ни да го оставиш така непрскано. Пошто нели како сонце треба е тоа обично. Све не. Значи има ризик. Значи без разлика. Има на стара поговорка без ризик немаш език. Тоа се практикува, ја тоа веќе го знам одамна, пошто сум јас овде од 1980 година со фирма и ден денеска тече дале. Да сте жив и здрав. Тоа, мислам, работа која работа не станува, се глобала, вака, значи мораш. Какви муштери имате на пазар? Со какви луѓе се дружите овде? Значи имаме просто од чистач до политичар. Дали имате убав соживот со пазарџиите кои што сте тука, многу од вас кои што работите долги години држите тезги овде. Има ли убав живот, убаво дружење? Бога ми, некојаш кога нема работа, тоа се дешава некојаш вака да нема работа, значи меѓу нас прв комшија што е со тезга или понатака до крај на пазаров, лично за мене јас значи немам проблеми. Јас со сите имам добри односи, се зборувам пошто секој си дошол тука за парчеле. Што има да му солам памет на некоме или некој мене, како е парно, што е парно, а сите знаеме што е парно, али у глобала, значи добро, се живееме. Оние кои никогаш не ја работеле оваа работа, како ќе ја опишете? Лесна, тешка, убава, не? Уживате ли во тоа што го работите? Секој почеток, значи тоа е докажано, секој почеток е тежок. Само ако внимателно пошумувате, а тоа е не е тоа толку едноставно, дојде денеска на пазар, донеси просто од 10 врсти 100 кила роба и ќе продај све, тоа нема шанса. Значи во почеток е тежок. Понатака лека по лека ќе присвои свој муштери и нормално ако имаш свој муштери идеш дале. Нема свој муштери, али со лага не иде. Некој обично го има тоа на ум. Ја ако ќе отворам тезга сега, значи или дуќан било што, ќе удам цени надоле, ништо не прави. Те губи све. Значи наједноставно, тоа значи не иде со инак, тоа иде со ум, треба паметно. Не значи да еден ден ќе печалиш и готово, ја добив 100 евро. Ти ако излезеш 500 динари, ти си на коњ. Јас ви благодарам за денешното учество во мојата емисија. Фала ви многу и се надевам дека и понатаму ќе се гледаме во нашите секојдневни дружби. Морам да ве пофалам дека ви браќата многу посветено работите. Навистина имате квалитетна, убава, одбрана роба и многу често вашиот најмал брат става пораки. Да, има. Тука со кои ни прави ние посетителите убаво и посебно да се почувствуваме. Него му е тоа, значи, не му е професија, туку има, значи, у момент доаѓа некоја инспирација и одма така да пишува, на секој артикл става по нешто, пошто овој бизнис не е фамилиарен бизнес, тројца браќа и децава чат пат некојаш помагаат кога се слободни. И добро, значи, не одиме лево, десно, подобро тука. 100 динари, 100 динари. Знаеме, одиме дома, спиеме мирно и така. Фала ви уште еднашка, да ви кажам искрено сум благодарен што имам луѓе како вас во моето соседство. Се гледаме во некое наредно издание. Повелете кога сакате, јас сум буден и одговор ќе ви дам во секој момент. Насер ви благодарам. Се најубаво, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму да видиме кој ќе биде наш следен гостин. Почитувани гледачи, веднаш каде до мене се наоѓа уште еден прекрасен човек, тој е господинот Аце Тодоров, кој што работи на ова наше пазарче долги години. Аце, добре ми дојде? Фала и добро дојдовме. Тука сме ќе присутни 6 години со мојот татко покоен. Вие секогаш имате тазе, свежо, Се трудиме, никогаш не може да добар најдобар. Секогаш има подобар најдобра меѓу најдобрите. Така, Аце, кажете ми, тешко ли е да се дојде до убава роба? Проблеме. Значи, проблеме за да се добра роба, иначе со маркет сето тоа е акции, макси, се знае акција. Што е? Само се мачила мома да не седи дома. Ние се трудиме, имаме некои производувачи што од време сме работеле, што веќе почна више да е проблем, почна младите да им одат и од наши, мислам, тој збор наши македонци или албанци не е битно, дечињата почна да бегаат на страна, производители све потешко, наша роба постари семја све е потешко, се трудиме, али се гледаат. Се од себе. Да, даваме све себе, али се гледаат, мислам, на креви, али се трудиме. Подолго време се познаваме. Да, ја знам, да. Ко дете уште татко ти кој те носеше за рака, сега си маш. Секој што ведар и расположен, иако оваа работа е динамична, на моменти тешка, имате некојаш и по 10 20 муштери. Од каде ја црпете целата оваа енергија? Ја не знам, ја доста, например, и се релаксирам, спортски играм и фудбал и возам точак и сето тоа.
со овие 6 години, али доста држаме енергија. Така. Аце, си ја сакате ли оваа работа? Си ја сакаме. Ја работев рафинерија 24 години. Како електротехничар работев 20 години и одржавање во рада и конча све е вред, али ова работевме, имаме уште некоја земја и така да. А сакаме, мислам од срце. Дека секоја работа вика да сакаш и да си успешен, вика три услови се. Вика треба да сакаш, да усовршуваш и тоа тие. Тие се услови за ово секој бизнисмен, не за пазар. Така. Господин Аце, сакам да ве прашам какви муштерии се доаѓаат кај вас? Доваѓа, секој што рече претходно колегата, доваѓаат, мислам ние имаме малце со поскапа роба, поселектирана, по-софистицирани муштерии, што да, ние не држиме што да е и така да кој ќе не видат со поскапа роба, бега. Али не држиме што да е. Мислам ви кажам, тоа е тоа. Сега нема лутење, ќе му кажам, гледам врти глава, ја не продолжувам. Квалитетот пред се. Квалитетот пред све си. Но кога и да побинам овде има интересни муабети, има многу смеење, има добра и весела дружба. Тоа е малце види, тоа е мислам уличниот живот, мислам сето тоа, тие работи што се чита меѓу редови, кога читам меѓу редови, кога не читам, па не го знаеш. Да, тоа е тоа. Јас ви благодарам за времето и вниманието кое го одвоивте за да бидете дел од оваа моја емисија. Благодарам и сте, вие бевте прекрасни. Поздрав. Се гледаме наскоро. А сега, почитувани гледачи, одиме со нашиот следен гостин. Фала. Ајде. Почитувани гледачи, сега имаме чест и задоволство да разговараме и исто така со мој добар пријател, станува збор за господинот Мифтар. Мифтар, здраво, добре ми дојдовте во Суперзвезда, како сте? Добро ве нашел, добри. Одлично. Драго ми е што денеска ќе имам можност да поразговарам со вас и да ги информираме нашите дечиња и нивните родители нешто повеќе околу вашата работа. Колку години сте веќе вие дел од овој пазар? Па 25 години. 25 години со платен стаж на пазаров. Така, значи ова го одбравте како ваша животна професија. Животот те тера, но онош да за ексенција да се бориш. Така. Мифтар, сакам да ве прашам, како е животот на пазарот? Па ти кажам, интересен е, вака, ама и мачен, зашто временските услови, ладно, топло, тоа све влијае, не е лесно. Не е така. Сепак издржувате, научени сте. Од што мораме. Од што мораш, вака изгледа интересно, знаеш, кога доеш пола сат да пазариш, а уствари не е така да стоиш тука 7-8 сата, 9. Кога треба цело да се помине овде, приказната е сосема друга, така? Да. Сепак имате интересен пазарџиски живот. Си се смеете, се дружите. Така е, комуникациите се добри. Част некојаш и со политика, има шалење, ова, она и така. Вицови дружби се. Да. Да кажеме нешто повеќе. Вие работите на собствен штанд на кој што продавате јајца, за разлика од луѓето со кои што за сега зборував, кои се бават со овош и зеленчук. Вие работите исто така една одговорна работа, продавате јајца од ваше или од чиво производство? Производството е наше, фармата не у Нерези и лично наше производство. Јајце продаваме од 24 сата. По-старом нема шанс. Значи збориме за домашни јајца веќе. Така е, производството е загарантирано. Квалитет на ниво. Со контроли, анализи, со све, да. Битен ли е квалитетот, доколку човек сака да се пробие? Многу е битен. Зашто еднаш, например, ќе земе неквалитет, више тој не доаѓа. И мора, значи, да се бориш со квалитет. А односот со муштериите? Па ти кажам, многу интересен е односот што некој доаѓа ти нервозни, па ти треба да му се насмееш. Ти му викаш изволте, он така тмурно те гледа и мора да бидеш убедлив, знаеш, да го убедиш дека не е така како он што мисли, разбираш ли? Сигурно секоја работа си има добри и лоши страни, убави и неубави. Ајде да наброиме неколку од убавите на вашето работење овде на пазар. По убави страни што се запознаваш со нови луѓе, со нови карактери, така и се спријателуваш едноставно. 2-3 пати ке пазари, кај си, што си, ова, она и се шири познатството едноставно. Значи имате многу пријатели. Така е, да. А не убавите веќе некој наброивме, лоши временски услови, прилики, неприлики. Нека остане тоа анонимно. За некоја друга емисија. Така е. Јас ви благодарам за времето и вниманието и ви посакувам се најубаво на вас во вашето понатамошно работење. Фала ви што бевте мој денешен гостин, што одвоивте време за вака да може да ги информираме малце дечињата, па се гледаме повторно. Повелете и друг пат. Фала ви уште еднашка. А сега, почитувани гледачи, продолжуваме натаму. Почитувани гледачи, се враќаме во програма за оние кои малку подоцна се вклучија. Денеска Суперзвезда е специјален гостин овдека на пазарчето во населбата на Тафталиџе, а до мене се наоѓа господинот Амир Исмаили. Амир, ти си еден прекрасен дечко со кој скоро секојдневно се гледам овдека. Како си, Амир? Фала. Добро, фала. Благодарам што си дел од ова наше денешно дружење, што е вака одвои време и ни посвети внимание, за да може со тебе да направиме едно кратко интервју. Работите на пазарот колку време?
Па се јас како најмлад од браќата, тука сум околу 20 години. 20 години, а тие веќе имаат многу подолг стаж, така? Пошто почна многу порано, па секако помал, погасно, ама добро се вклопив, та 20 години работа, окей. Многу луѓе доаѓаат, сите скоро купуваме на пазар, нели? И ја знаеме нашата приказна. Како е од наша гледна точка кога доаѓаме да купиме и да си го одбереме оно што го сакаме. Но која е сега вашата приказна? Како сето тоа изгледа од другата страна? Ајде сега да кажеме, тешко ли е прво да се работи на пазар? Види, кога се гледаш од друга страна, е многу полесно, но натре е друго, пошто има многу обврски, али кој што најбитно, пошто ова врста работа е, значи, не е трајна, работа не е трајна. Треба секој да помислиш ден за ден. Сега, ден за ден, треба да носиш роба денеска, да ја продаеш, ама се прашањето ако не се продава. Тогаш ќе мораме да ја ставиме како на што викаат на англиски second hand, значи се продава поевтино, за да утриме пак тази. Значи ако продолжиме со старото, тогаш муштирија ќе дојде, ќе зема роба што не е квалитет, и више, пошто муштирија може да изгуби за секунда, а да добие ќе треба многу време. Значи тука работава што ако му даеш лоша роба, више нема да дојде тука. Нема да пали тоа што викаат пуштици на поевтино, зборам од аспект, пошто тој што купува квалитет, ќе зема квалитет. А се оставам на страна, кој што некој сака за друга намена, и ќе се употреби за таа намена и нормално со поевтина цена. Многу убаво кажано, муштериите тешко се стекнуваат, а брзо се губат, затоа вие внимавате. Не, па тоа, ти кажувам, тоа не е само од тој аспект проблемот, пошто тука овој пазар, речеме махалски пазар. И сите се фамилии до негде. А се знаеме што долго време и ние станавме како фамилии. Али од аспект што ако еден муштери изгубиш, тој може биде син на татко, и може биде дете на сестра, брат, не е битно. И отиде целата фамилија. Цела фамилија, едно губиш 10. Тука, значи тоа не тоа да ја страв ми е, тука така сме ние по природа, значи работиме со квалитет и даваме квалитет за да биде двете страни задоволни. Како е животот на пазарот, тебе и останатите ваши колеги кои што работат и продаваат овде ги прашав? Гледам дека има навистина многу дружење, има забава. Секогаш ве гледам овде насмејани и ведри. Секој ден ви минува така? Више тоа не стана навика да биде насмејани. Пошто муштерија не му интересира него дали си ти имаш проблеми, немаш. Пред него мора да бидеш весел и да му дадеш убава роба. Више стана навика, али многу пазнам и со колегите, пошто тоа ти е као дома. Прв комшија, вика прво со комшија, одбери комшија, па всели се. Потоа всели се. Да, тоа. Многу луѓе вака гледаат и не се свесни дека вие работите и кога е ладно, и кога е топло, и кога е лето, и кога е зима. Како издржувате со тие временски? Тоа е еден од проблем. Сега порано, сега да кажем со новиот овој систем на капитализам, значи има многу маркети, кои што кога е ладно, луѓето мислат дека робата е замазната и че не даат замазната роба. Што така не е тоа вистина, пошто јас како пред што спомнав, нема да дам пошто ќе изгубам муштерија. Порано ќе кажам немам, нема да дам. И се тоа делува порано кога немаше тие маркети, пак ќе дојдат, ги скривме негде, дали кола, топло, негде да робата да не замрзне, да им даем. Ама сега више избегаат пошто успат, вика ќе земам малку, а и е топло, и тука, ама окей, па преживуваме. Дозволете, Амир, сега нешто да кажам вака за нашите гледачи. Почитувани гледачи, сум бил на многу места низ светот, сум посетувал разни пазари, но овој наш пазар, ќе кажам малски пазар во населбата Тафталиџе, посебно е разубавен поради тоа што господинот Амир има располага со раскошен специјален талент за пишување. И од време на време остава многу интересни пораки. Амир, вашите пораки се навистина чудо. Некоја знаат да не замислат, многу пати знаат да не насмеат, ни го разведруваат денот. Како се роди идејата вака за еден ваков гест од ваша страна да го промените текот на стандардното пазарџиско продавање на зеленчук и овошје? Види, кога бизнесот е твој, ношто мислиш како да го правиш подобро, а се разбира како да имаш повеќе муштери. Ја по природа сум уметник, и цртам и пишувам. Сега тоа беше само првата поезија што ја пишев, кажам кратка реченица, за лимунот, пошто сакав да кажам дека има сок. Како да кажам, и пишев лимун со кора тенка како лименка, а сок тече како река. И гледам луѓето се интересуваат, застануваат, се смеат, и интересно, а првата комуникација е многу битна. Чи во овој случај со тоа ја постапувам прва комуникација, пошто он мисли дека сум позитивен и ќе застане и тој што е позитивен се разбира. Ќе застанат и тоа почна на сета роба да пишувам и гледам има ефект. И за тоа станам како бренд, да речеме, се двоим од другите кои што сме сите исти како јајце.
Навистина, направивте пазаров да не изгледа посебен. Јас уште еднашка сакам за крај да ви заблагодарам за вашето време и внимание и се надевам дека повторно ќе се гледаме. Фала на вас за интервјуто, па се видиме. Ќе се видиме. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со една специјална господја, една дама која ми е многу драга. Станува збор за господја Сија Михаилова, која исто така е дел од ова наше прекрасно пазарче, каде што се дружиме со години. Сија, добро ми дојавте. Добро ве најдов, Дарко, како сте, добри? Ние сме супер, како сте вие? Секогаш ведри расположени? Да, секогаш сме расположени. Од каде волку енергија за ваква позитива кај вас? Мора да се работи, мора да се живее. Многу луѓе секојдневно доаѓаат на пазарот и не ја знаат вашата приказна. Ајде сега, како изгледаме ние муштериите во вашите очи, гледано од другата страна, какви луѓе се доаѓаат овде? Доаѓаат прекрасни луѓе, одлични луѓе доаѓаат, и лоши, и добри, да не се лажеме. Во главном се добри, сите муштери, барат квалитетна роба, убава. Овој пазар е познат по тоа, по убава роба. Убава ли е работата да се работи на пазар? Работата е убава. Кој сака да работи со луѓе е многу убава, ама и напорна е малку. Малку повеќе е напорна. Господја Сија, кажете ми, може ли човек убаво да живее од работење на пазар? Па човек да живее убаво малку потешко, ама да живее може. Да живее, да преживее, може. Се успева да се преживее. Се успева и малку повише труд. Ние по старите можеме, а по младите малку не знам. Не. Колку време сте вие веќе дел од овој пазар? 25, 26. 26 години. Работите сама или некој ви помага? Со сопругот работиме заедно. Тимски работите. Кажете ми, имате стандардни добавувачи за работите кои ги продавате? Да, имаме стандардни добавувачи од околината на Скопје, од Валандово, од секаде, од Овчеполието. Јас знам има два типа на продавачи на пазар, едни кои имаат собствено производство, останати кои што набавуваат роба од разни места и кои што си продаваат. Сега е многу битно за да продаете квалитетна роба. Исто мора да ги одберете и вашите добавувачи и тие да бидат квалитетни и навремени, нели? Да, ние пошто сме, значи, работиме со добавувачи, бараме, значи, и имаме до душа, со година работиме со нив. Јас ви посакувам се најубаво во вашето работење, да сте ни живи и здрави и уште многу години поред да ни носите вакви убави работи на пазарот, па се надевам ќе се гледаме повторно, нели, нашето секојдневие е тука, а се надевам дека ќе се видиме и повторно и во некоја друга емисија, каде што ќе може дополнително да ги информираме нашите гледачи, поготово нашите најмлади околу оваа ваша специфична и многу интересна професија. Марко, еве ти си еден од подобрите муштери. Ви благодарам сега за убавите зборови. Почитувани гледачи, тука е некаде и завршува нашето денешно дружење. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Се гледаме во наредното издание на емисијата Супер Звезда. А сега, господја Сија, да им мафнеме на сите што не гледат и да им кажеме чао, пријатно до гледање. Слушајте ги мама и тато. Да. Благодарам. Чао за сите супер поздрав до звездички. децата и така. Се гледаме во наредното издание на емисијата Супер Звезда. Слушајте ги мама и тато и дојдете на пазарчето во Тафталиџе. Чао, пријатно, чао.